барам ќе бидам кратка, бидејќи во добар дел од дискусиите моите колешки го кажа она што генерално имав намера да го кажам. Јас само сакам да намалам или да спласнам еуфоријата, триумфализмот кај колегиве од левица од вчера, дека тие носат промени. Не, колеги, промени се носат само кога во ова собрание мнозинството ќе поддржи некој закон и да, како што кажаа колешките, и министерот за здравство бил напати во собрание на неформални средби со нас, членовите на Комисијата за здравство. Не знам дали некој од левица присуствувал на тие средби. Чирам дека на една од првите министерот ги најави оние промени на вкупно 12 закони од областа на здравството и да, ово е еден од најобемните. Се согласувам за скратената постапка, затоа што во суштина се работи само за додавање на една реченица во ставот 1 од членот 161, но некако ми пречи триумфализмот, бидејќи од 6 пратеника реално тројца дали гласавте или воопшто сте присутни во сала и не можете вие да се фалите дека носите промени. Промени се носат еве вака кога ќе се согласат власта и опозицијата и да се согласуваме. Дури намерата во делот измените на овој закон беше и тука да се реагира, можеби кога ќе стигнат предлозите за измени на овој закон од страна на министерот за здравство и ова малку ќе го до прецизираме овој термин, бидејќи еве кај колешките и мислам дека и реално се јавија дилеми, но ете го поздравуваме овој предлог на закон, но мислам дека нема потреба од триумфализам кај колегите на левица, бидејќи со 3 или 6 гласат не се носат промени со собрание од 120 пратеника. Благодарам.